Каква колосална трагедија од колосални размери за мала држава како што е нашата. 50 и кусур затворени фамилии, кој знае уште колку поврзани со нив фамилии. Страшно. Затоа сугерирам веднаш да бидат приведени сите поврзани со оваа трагедија, одговорни за неа. Имате еден пример во Србија, кога не беше одговорено ажурно на таа трагедија што се случи во Нови Сад, се обидоа да се криет, да ги кријат своите пулени од нивната партија зад партијата. Им се случи на србите тоа што им се случи. Апел, нема кого да штитите, тие што треба да одат курбан, тоест не курбан, тие се виновни, не се курбан, нека одат, местото им е за дрешетки. Немајте милост, затоа што неблаговременото реагирање за оваа трагедија, обидите да се скријат виновниците, да ги скриете виновниците, може да завршат трагично и по вас. Тој што кркал маст, нека го јаде стапот. Немајте милост, не се доведувате во ситуација јавноста да се посомнева во она што ќе следи после оваа трагедија, во истрагата, во сите тие работи кои што се случуваат. Бидете транспарентни, бидете брутални. Не сме ваква работа да се повтори. Излишни се сите зборови на сочувство, но секако го имаат сите засегнати, на сите ужалени од фамилиите на загинатите. Јеби га. Не ја научивме лекцијата од трагедијата што се случи во диското Силекс 90-тите. После тоа имаше уште една-две слични такви настани. Но очигледно тие ќе се повторуваат ако не почнеме да учиме од сопствените грешки. Бидете бескрупулозни. Ова се однесува на органите на прогонот, на органите на истрагата. Оти со ваква работа не смеете да заштитите или да штитите никого. Никого. Да одговараат максимално, да понесат одговорност за ова што се случи.